Здраво, јас сум Сања Гелик, ученик во програмот Мали и возрасни генијалци. Ќе ве запознам со еден од најпознатите драматурзи, поети и глумци во светот, Вилијам Шекспир. Верували или не, тоа е човек чии драми се преведени на сите светски јазици и се изведуваат почесто од било кој друг драматург. Доколку ви се допадне нашето видео и ја поттикнеме вашата генијалност, кликнете лайк и станете претплатник на нашиот YouTube канал. Цитирам: "Пеколот е празен, затоа што сите ѓаволи се овде", рекол Вилијам Шекспир во делото Бура. Вилијам Шекспир е најважниот англиски писател и водечки драматург во светот, а има напишано 39 драми, меѓу кои најпознати се Ромео и Јулија, Хамлет, Макбет, Јулије Цезар, Бура, Кралот Лир, 154 сонети, 2 долги наративни поеми и многу други поеми. Вилијам Шекспир, вечната драмска и човечка загадка, најпреведуваниот и најдраматизираниот поет и писател, располагал со исклучително богат речник на зборот. Во неговите дела може да се сретнат преку 20.000 зборот, а биле пишувани во време на глобална неписменост и епидемии на чума, кога најголемиот животен успех бил да се остане жив. Писменоста и начитаноста биле привилегии на помал своји граѓани, луѓе од повисоките слоеви, царски елити, богати феудалци, аристократи и буржоазија. Талентите, впрочем, највозвишениот слој и елита, најчесто несвесен за своите потенцијали, се не уништи порив за осознавање и создавање. Твореле дела со трајни вредности во сите времиња и невремиња без да очекуваат финансиски бенефити. Така опстојувала уметност и драгоценноста на зборот. Зборот, богатиот речник, едукативната и креативната мисла, сега во 21 век во оптимални услови за нивно збогатување и користење, преживуваат криза, епидемија на осипување, уназадување, враќање кон молкот, кон неартикулирани крици и неразбирливи синтакси. Не зафати епидемија на визуализација со знаци, символи и сигнали, фотки и сторења, флеш пораки и треш комуникација, а очекуваме од децата богат речнички фонд, згусната нарација, еси од 500 до 600 зборови, правилна дикција и декламација. Затоа Шекспир бил обожуван и од кралската свита и од народот, а неговите дела, после Библијата, се најчитаните низ светот. Тој често пати нарекуван народен поет. Умешно комбинирал комедии, трагедии, историски и љубовни драми, се спротивставил на традиционалното мислење и верувал дека уметноста ја поддржува природата. Верувал дека уметноста создава силни, сложени, трагични ликови, инспиративни за сите времиња. Неговиот живот како загадка. Шекспир е роден 160 км северозападно од Лондон, во Стратфорд, крстен на 26 април 1564 година. Тогаш бебињата се крстевале 3 дена по раѓањето, затоа за негов роден ден се смета 23 април. Истата година кога е роден, од вкупно 1600 жители во Стратфорд, 15% умираат од чумата, епидемија наречена Црна смрт. Денес неговата родна куќа ја посетуваат многу туристи, а во 2000 година интериерот на куќата е реставриран автентично како куќите од 1570 година. Во истиот град, познат како Шекспирова земја, се наоѓа кралскиот Шекспиров театар. Татко му Џон бил земјоделец и трговец со волн. Со многу вложен труд успеал да го смени животниот стандард и од низок искачил во висок општествен слој. Од бракот со сопругата Мери Арден, како Чејс добил големо обработливо земјиште и на тој начин се стекнал со оптимални услови да заработува и стекнува угледна кариера. Вилијам имал уште 3 браќа и една сестра. По смртта на татко му, куќата му припаднала на Вилијам, а тој ја препишал на сестра му Џоана. На 7 години тргнал во школа. Од 7 до 17 часот попладне учел граматика, етика, реторика, латински, грчки, ги читал делата на Платон, Сенека и метаморфозите на Овидеј. Замислете, ова го учел во основно образование. Кога Вилијам имал 13 години, неговото семејство материјално пропаднало и не можел да продолжи со студии на Оксфорд или Кембридж. На 18 години се оженил со Ен Хатавеј, која била 10 години постара од него, и одма им се родила нивната прва ќерка Сузан. Неговата прва биографија е напишана 23 години по неговата смрт
и содржината била полна со неповрзани фрагменти, непроверени податоци кои наликувале на озборувања, но во неговите дела има чисти рефлексии и алузии од неговиот брак и живот. Кога се оженил со Ен, го искористил нејзиниот чест од 7 фунти и за бракот ќе запише дека се е добро кога добро ќе заврши. Во својот тестамент на Ен и оставил само кревет. Шекспир на свој 20 години веќе имал 3 деца, ќерка и близнаци кои ненадејно ги напуштил и заминал за Лондон. Ова е период за кој нема јасни податоци што правил и затоа е наречен изгубени години. Според некои податоци заминал за Лондон со цел да избега од затворска казна за незаконски лов на елени на имот на сер Томас Луси, но тоа не е докажано. Според други, во Лондон се сретнал со познаник од детството, Ричард Филд, познат издавач кој му отпечатал песната Венера и Адонис, што предизвикало некои озборувања дека тие двајца се во некаква врска, но исто така и тоа не е докажано. Докажано е дека Шекспир во Лондон се реализирал како актер, член на Лондонскиот драмски театар и миленик на кралицата Елизабета. Доказ се стиховите. Се појави еден новодојденец кој го кити со наши пердови. Под кожата на глумец има срце на тигар. Кој за себе мисли дека исто како најдобрите меѓу вас и тој е вешт во пишување слободни стихови. И бидејќи се уме и знае, само поради својата уобразеност е единствениот стенот кресач во земјата. Или како што може да го протумачиме англиското значење на Шекспир. Неговиот неспротив талент предизвикувал љубомора и завист. Луѓето се обидувале да го деградираат, да го тргнат подалеку од сцената на која како мајстор на сите занаети, сите ги засенил. Човекот бил едноставно гениалец. Драмата Хенри 16 ќе остане препознатлива по стихот "Од срце на тигар под женска кожа", која алудира на неговото мокно, брзо творење и глумење, а женските улоги ги глумеле адолесцентни млади момчиња со неоформен машки глас. Театарот блескал, а пуританците го сметале за место на порок и грев, но представите на Шекспир доживувале постојан успех и освен епидемијата, ништо друго не можело да ја оттргне публиката од театар. Во 1593 година, за една година во Лондон од скупно 200.000 жители, умреле 10.675 луѓе. Театрите представувале најголема опасност за ширење на зарази, поради тоа што биле затворени простории и затоа биле затворени. Но гениалецот продолжил со пишување на поезија. Раката на гениот ништо не можело да ја спречи да пишува, дури ни смртта. Шекспир умрел обкружен со децата и внуците, а позади себе оставил ремек дела. Во неговото последно дело Бура, преку ликот на Просперо ни испраќа во временска порака. Нашата свеченост е завршена. Нашите играчи беа духови кои исчезнаа во воздухот. И како ткаенина од несуштествено привидение, така и кулите што допираат облаци, раскошни палати, возвишени храмови, па дури оваа голема земјана топка ќе исчезнат. Исто како овој нестварен призор што ќе избледи без трага да остави. Ние сме ткаенина, предиво од кој соништа се ткаат, а нашиот мал живот е урамен во сон. Се надевам дека дознавте интересни податоци за драматургот Вилијам Шекспир и неговите чудесни дела. Јас сум Сања Гелик и сакам да размислите. Зошто Вилијам Шекспир рекол: "Очекувањата болат, за да бидете среќни не очекувајте ништо." Затоа сакајте ги сите, верувајте им на неколкумина, а никому не правете лошо. А сега, доколку ви се допадне нашето видео, кликнете лайк и станете претплатник на нашиот YouTube канал.